Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Соединетите американски држави ја разградија последната, најстарата и најголемата нуклеарна бомба од времето на студената војна, како дел од определбата на председателот Обама за свет ослободен од нуклеарно оружје. Погледнете како тоа изгледаше. Настанот на разградување на бомбата Б-53 во Амарило, Тексас, означи крај на една ера. Официјални лица велат дека разградувањето на бомбата инволвирало одвојување на 136 килограми висок експлозив од ураниумски, така наречен пит, во срцето на оружјето. Реликвијата од студената војна, што беше ставена во служба во 1962 година, тежеше 4500 килограми и беше со величина на комбе. Армиски стручњаци велат дека големината имала за цел да биде компензација за слабата прецизност. А од другите вести, председателот на Светската банка Роберт Зелик вели дека нови програми може да бидат потребни за да се поправи ситуацијата во земјите во развој, погодени од европската должничка криза. Зелик ова го кажа денес на посета на сиромашни населби во Манила, главниот град на Филипините, каде жителите примаат помош од Светската банка. Тој кажа дека европската криза ги зголемила трошоците за позајмување и ги намалила цените на акциите и извозот во светот, дури во земји што се далеко од Европа, како Филипините. Зелик исто така рече дека европските лидери не можат да си дозволат предолго да останат без решение за тоа како да постапат во ситуацијата што сега го засега целиот свет. И една новина од областа на здравството. Владина панел група составена од медицински лица предлага вакцината за спречување на појава на рак на отворот на матката кај девојчињата да ја примаат и момчињата. Експертската група воедно го повикува Американскиот центар за контрола и превенција на болести и официјално да го препорача вакцинирањето на 11 и 12 годишни момчиња против овој вирус. Гласот на Америка ви подарува компјутер. Кликнете ми се допаѓа на нашата Facebook страница за да влезете во избор за бесплатен iPad 2. Добитникот ќе го објавиме на 15 ноември. Втора година поред, починатата поп-легенда Майкл Джексон заработува повеќе пари од секоја друга почината позната личност. Еве листата на магазинот Forbes. Според проценките на магазинот Forbes, која подготвува листата, Джексон изминатава година заработил $170 милиони. Поголем дел од парите биле заработени од продажба на музички албуми и предмети. Елвис Присли беше на второто место. Кралот на рок-н-ролот годинава заврши со заработени $55 милиони од продажба на песни и албуми, како и од билети за популарниот мюзикл што се изведува во Лас Вегас. На трето место е покојната актерка Мерлин Монро со заработка од $27 милиони. Четврт на листата е креаторот на цртаниот филм Снупи, Чарлс Шулц. Легендарниот пејач на Битлс, пак Џон Ленон, е пети заедно со уште една холивудска звезда Елизабет Тејлор. Листата на Forbes ја зема предвид секоја покојна славна личност која заработила најмалку $6 милиони во периодот од октомври 2010 до октомври 2011 година. Срцевата болест е убиец број 1 во светот, но ова е болест што главно може да се спречи. Намалувањето на смртни случаи од срцева болест бара промена на стилот на живот и јавната политика, но и програми за поголема свест кај жените. А зошто го велиме ова? Пред се, затоа што кај жените болеста потешко се диагностицира отколку кај мажите, што бара внимателно следење на ризичните фактори. Срцев удар вообичаено настанува заради блокирана артерија. Рентгенска снимка на крвните садови, ангиограм, е добар метод за откривање на таква блокада. Процедурата инволвира тенка туба во артериите на пациентот. Но се покажало дека ангиограмите не се толку ефикасни кај жените, што ги става во поголем ризик. Светската здравствена организација вели дека од срцева болест умираат 18 милиони жени годишно.
И тоа не е болест што се јавува само кај постарите жени. Кери Винсент имала масивен срцев удар по породувањето. My God, I was 31 years old. Имав 31 година. 31 годишни лица немаат срцеви удари. Сега таа не мисли така. Айрин Полин се активирала кога го дознала овој факт. Срцевата болест е убиец број 1 на жените. Полин основала организација Сестра на сестра, за да ги обучи жените за болеста. Ги охрабрува да се информираат за крвниот притисок, холестеролот и другите ризични фактори. The goal is really prevention. Целта е превенција. Кога луѓето ќе ги разберат нивните ризици, можат нешто да сторат за тоа. Полин се здружила со кардиолози од Бригам болницата за жени во Бостон, каде доктор Джоан Фуди се фокусира на превенција. Добрата вест е што 95% од срцевите болести може да се спречат со намалување на ризикот. А што значи тоа? Престанување со пушење, контрола или избегнување на диабетис, здрава тежина, јадење добра храна, вежбање по 30 минути дневно и редуцирање на стресот. Особено во пораст е број на срцеви пациенти во земји во развој, и тоа не толку заради претерано јадење, туку заради нездрава исхрана храна што им штети. Лекарите препорачуваат риба, житарки и зеленчуково масло, а помалку сол и масноти што не се разградуваат. Но подеднакво важно е жените да бидат информирани. Некои може би се сеќаваат на документарецот од 2006 година кој го уби електричниот автомобил, каде беше изнесено раѓањето и предвремената смрт на автомобилите на батерии. Смрт не баш, како што ќе видиме утре од друг документарец од истиот режисер. Од маздата на електричниот автомобил се вика овој филм, зашто сите знаат не само што се врати, туку триумфираше. Гледате утре зошто? Од седиште во првиот ред. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И не заборавајте да кликнете ми се допаѓа на нашата Facebook страница за можноста да добиете iPad 2. А на нашата веб страница ќе најдете се што не влезе во оваа емисија. Ве чекаме овде повторно утре.